Почитуван градоначалник, Ваше високо преосвештенство, почитувани присутни. Најнапред сакам навистина да го изразам своето задоволство од една ваква иницијатива на општината Демир Хисар, на градоначалникот, на советот на општината, за одбележување на два мощни значајни јубилеи, за кои што се зборува, нели, деноиве во многу релевантни кругови во Македонија, како што се тела одбори, например, на Македонската академија на науките, совети на национални институти и така натаму, особено јубилеот 1000 години Самуил. И од тој аспект сакам да го подвлечам и значењето и на оваа манифестација која што воедно ќе придонесе во чествувањето и во одбележување на јубилеите и особено чествувањето на Самуил да се подвлече, да се потенцира со прославата на вториот значаен јубилеј, а тоа е одбележување на 1000 години од постоење на мощно познатиот скрипторски центар во Македонија, Слепченскиот. Јас особено сакам да прозборам за ова, нели, да. Значи, Институтот за македонска литература има два значајни проекти. Едниот беше скрипторски центри во средновековна Македонија, 9 и 18 век, вториот е творци на македонската средновековна литература, исто 9 и 18 век. Ѓорѓе Попатанасов, Илија Велев и Маја Акимовска-Тошич направија две монографии во кои што на најсублимиран начин и најрелевантно се истретираа прашањата врзани со манастирот Свети Јован Продром и самата скрипторска дејност сврзана, нели, со овој значаен скрипториум, особено во времето на 16-тиот век. Јас мислам дека тоа се најрелевантните студии објавени во Македонија. Зборувавме овде и Сашо, исто колегата рече за многу статии објавени. Исто така и бугарската наука во голема мера се осврна на сите овие значајни книжевни дејци. Во Македонија се објавија неколку труда. И сакам да се надоврзам на таа иницијатива да проговориме ние низ една научна дискусија, како ќе ја наречеме симпозиум, воркшоп, дебата, меѓутоа да се соберат повеќе стручњаци од областа, кои што интердисциплинарно ќе ги разгледаат двете теми. Што значи тоа? Ако, например, зборуваме за Самуил, тоа може да биде согледано и од еден аспект на книжевна дејност во 11 и 12 век. Тоа е најзначајниот период во македонската средновековна литература. Зборувам, значи, како за цел период кој што потикна, нели, кој што се разви од Климент, па ние го следиме како едно сочувување и продлабочување на таа климентовска, наумовска, кирило-методиевска воопшто традиција во изворниот вид. И тоа е времето на Самуил, кога во голема мера и во лицето на Охридската архиепископија се задлабочија или се продлабочија сите овие книжевни продукции. Јас би ги нарекла во многу оригинален вид кој што се создава во нашите скрипториуми. И второто прашање секако е да се согледа таа рана книжевна дејност, оставнина од манастирот од Слепченскиот манастир. Ние знаеме за два мощни значајни ракописи кои што од тука потекнуваат. Тоа се сврзани со 12-тиот век, тоа е Слепченскиот апостол и еден фрагмент од триот, буквално од 12-тиот век, и понатаму се она што се создава на тој книжевен план 15 и 16 век, особено во 16-тиот век кога работи, значи, цел книжевен центар, калиграфска школа и така натаму, и оние врски, ние не можеме да го изолираме овој центар од светот или од регионот или од времето. Врските на самиот манастир со Кратово, врските на самиот манастир со Охрид, врските на манастирот, јас би рекла, со Света Гора во цел еден ваков период. Значи, ние можеме ова навистина интердисциплинарно да го замислиме. Книжевни историчари, книжевни теоретичари. Понатаму, од областа на историјата на уметност, значи ќе се повикаат неколку експерти, стручњаци, кои што ќе ги изложат своите согледувања на дадени теми и од тоа да произлезе една многу убава монографија. Јас овде би ја поддржала иницијативата и на владиката доколку е можно навистина ние од факсимилите или дел од ракописите да обезбедиме, бидејќи денеска веќе во голема мера многу нешто се наоѓа и на во дигитализирана форма, големите библиотеки веќе во голем. Да, јас сум била и во на факсимили се така, оригиналите, меѓутоа имаме сега една новина, тоа е дека во голема мера нешто е издигитализирано, па веќе се наоѓа и на сајтовите, и инаку ние како што работевме досега како оделение се со оригинали, значи во сите
во сите значајни збирки на светски, да кажам. Од Ватиканската до сите софиски, до сите белградски во Русија и така натаму. Значи, нешто од тоа, ако успееме ние да го добиеме со дозвола, значи би било добро да влезе, барем како избор, од раката на Висарион Дебарски, од раката на Матеј. Значи, нешто да излезе исто така како факсимил во таа монографија, која што навистина би понудила една убава представа, интегрална, монографска, концепирана структура, која што навистина ќе го афирмира овој еден од најзначајните центри од отоманскиот период во Македонија. Тоа е, мислам, од 16 век посебно. За 15 јас работев посебна монографија, мислам, цел 15 век. Ова е, значи, еден континуитет во таа традиција што ние го следиме, особено во лицето на Висарион Дебарски. Јас толку би сакала, сега ние треба навистина да се потрудиме во 3 месеци да најдеме гости кои што навистина од секој од свој аспект ова ќе го даде. На минут, бидејќи прекрасни работи, кажавте, ви имате право на 6 минути. Да, треба да се потрудиме. За насите да ни биде јасно. Бидејќи со Маја соработуваме со години и ми ги пренесувал тие искуства од овие центри низ Европа на светот кои што води. Значи, прашањето е сега за таа ризница од ракописи да ги обезбедиме сите од слепче што излегле. Многу се, само Висарион има 30 ракописи, цели огромни. Да. Фрагменти, да. И практично ќе се направи, колку што знам, јас нема таков тип во Македонија. Значи, еден од најголемите опуси воопшто од раката на еден книжевник од средновековниот период е Висарион Дебарски. 30 ракописи има од неговата рака. Значи, тоа е навистина импозантен опус. Тука треба да вклучиме некој соработник, научниот секретар ќе помисли да од музејскиве работници кои што имаат исто така искуство со тоа. Би било добро, например, оние факсимили кои што содржат запис, кај што Висарион сам за себе збора, зошто се го одбрал тоа дело да го препише, да го напише, во кој центар, во кој период. Значи, записот плюс од раката, не само што тој го пишува како автограф, нели, тоа е целото, меѓутоа самиот запис. Ние нешто објавивме исто така во нашата книга Скрипторски центри, така. По кој домен се избинува? Значи, контактот со тие луѓе што Маја ги предложи. Да. Па тоа ние сме тројца во оделение, например Ѓорѓе Попатанасов академикот, веројатно ќе се сложи да каже за Висарион Дебарски, сигурно и Илија Велев, еве јас тие би можела да. Да, тука се тоа се двата проекти на институтот, да. Значи внатре тие се да, се разбира. Јас затоа ги донесов на општината, да. Значи во тие книги се сегментите кои што се однесуваат на самиот манастир, на активата, на неговата активност. Му ги подаруваш, ќе ве сликаме со. Да, може. Да. Ви благодарам на сите, да.